Да, Скопје утрово во буквална смисла се тркала во денот, заглавен во нехигиена, загаден воздух и сообраќаен колапс, откако престанаа да сообраќаат автобусите на јавното сообраќајно предпријатие Скопје поради недостиг на нафта. Бирото за јавни набавки ја прекинало постапката за набавка, ќе биде распишан нов тендер, но таа процедура може да трае со денови. Би требало во програмата да го вклучиме Африм Муча, председател на независниот синдикат на возачите на јавното сообраќајно предпријатие Скопје, со најнови информации од лице место, односно од предпријатието, што е ново утрово. Дали го имаме Африм Муча, а во продолжение пак би требало да ја вклучиме и колешката Марија Коцева, која по втор пат утрово прави анкета, разговара со разочараните и би рекол гневни граѓани кои се на автобуските постројки, но како што најавив да му дадеме збор прво на Африм Муча од независниот синдикат. Господине Муча, можам ли да ви речам добро утро или не е утрото добро со оглед на тоа каква е ситуацијата во ЈСП? Па мора да почнеме со добро утро. Најпрво тоа да го направиме, а после другото само да ви кажам дека ситуацијата не е баш идејна. Што се случува? Има ли најава дека автобусите ќе стартуваат денеска? Значи, по моите информации што ги доби во раните утрински часови, до сега се вклучени околу 40 на 50 на автобуса. Значи, тоа не е доволно за град Скопје. Најмалку треба 250 автобуса да видат во оптек по градот Скопје, меѓутоа поради нафтата што нема, значи 50 и тие се на ЦНГ некои возила и некои што се двократни возила. Добро, овие 40 што ги споменувате, на кои линии возат? Имате ли некаков преглед, увид во ситуацијата? Колку од вашите колеги возачи се на работните места утрово? Како функционира предпријатието во услови кога не се знае дали и кога ќе биде наточена нафта како гориво за да автобусите почнат да возат по улиците? Значи, точна информација на кои линии се, немам таква информација, само што ми кажа дека се уште нема нафта. Значи, точните линии ви кажав дека не можам точно баш да кажам каде, што, на кои вртат. А и возачите, значи возачите се сигурно во автобази, чекат се у секој момент, ако се договорили, ако доставуваат нафта, ќе почнат оние со работата. Ја верувам дека се тие во автобазите, во двете автобази, во Џорче и во автокоманда, така што чекам. Уште едно прашање, што ви вели раководството? Предпоставувам дека како председател на независниот синдикат имате релација, комуникација со раководството на јавното сообраќајно предпријатие. Вчера во вашата изјава за Телма, прстот вие го вперивте, ја прозвавте, ја поздравивте и ја прозвавте градоначалничката Арсовска, дека треба повеќе да се заложи да го реши проблемот бидејќи граѓаните ја избрале на избори. Што ви вели раководството? Каков е одговорот од таму? Зошто нема нафта? Кој е виновен за овој колапс? Иако причините се познати со оглед на тоа што надлежните си ја префрлаат топката едни на други. Виновник. Значи, виновник сигурно не може да биде работникот. Значи, контакт со раководството се уште немам, никаков контакт, бидејќи ја верувам, еве слушам и другите портали дека не ви се јавува директорот. Меѓутоа, јас еднаш реков вчера, значи и денес ќе повторам, значи виновник за целата ситуација доаѓа од градот Скопје. Не може ЈСП да остане без нафта. Значи да се разбереме за таа работа. Значи кога се бара гласови, се бара трчат во секој чош, секој населба, одат барат гласови и ние трчаме да ги изгласаме и се молиме ќе биде подобро. Меѓутоа ова однесување не можам ни ја некако да го сватам зошто вакво однесување. Зошто? На кого се тера инет? На народот, на град Скопје? На кого се тера инет? На влада? Барам кажете и излезете, да знаеме и ние што понатака. Не може ние сега да страдаме 1200 вработени во ЈСП Скопје, односно цел град, значи цела Скопје, значи има 800.000, може и повеќе, не знам, да страда
поради тоа што се тера некој си инет. Со инет не може ништо да постигнете. Народски кажано, со глава удит не се удира. Така. Господине Муча, ви благодарам многу за вклучувањето во утринската и за последните информации од таму. Еве, посакувам, веројатно како и сите, што побрзо да стартуваат автобусите и да се нормализира сообраќајот во главниот град. Ќе бидеме во комуникација за дополнителни информации во текот на денот.